Дали царскиот рез како вид на порадување е целосно безбеден или сепак носи некои последици не само по родилката, туку и по нејзиното бебе, што велат најновите истражувања, и на што се должи трендот на се поголемата стапка на царскиот рез, дали таа треба да ги загрижува лекарите и дали воопшто смее да биде избор на самата пациентка, но и многу важно прашање е што ги мотивира пациентките да се одлучат токму за порадување со царски рез пред спонтаното порадување. За сето ова ќе можете да слушнете во продолжение во мојот разговор со доктор Весна Чебишева. Останете со емисијата на Женски магазин. Доктор Чебишева, чест ми е да ве угостам во емисијата на Женски магазин. Именно ние претходно имавме доста успешно соработка за теми кои што го интригираат женското здравје, односно жените кога е во прашање женското здравје. Денеска говориме на една доста актуелна тема, меѓутоа и тема која што во јавноста често се дискутира, контроверзна е, предизвикува различни реакции, ставови на јавноста, меѓутоа и на самата стручна медицинска фела, а тоа е порадувањето со царскиот рез. Јас, например, пред 2,5 години се порадив со царски рез, тоа беше моја иницијатива и беше само мој избор, за кој што до ден денеска јас не се покајав што го направив тоа. И дури во еден разговор со гинекологот кој што беше дел од тимот кој што ја водеше бременоста, ми беше кажано дека доколку станува збор за нејзин избор и доколку некој не ја праша како да ги пораѓа пациентките, сите би ги породила со царски рез. Дали смее царскиот рез да биде прашање на личен избор на пациентката, со однос за тоа дека често во вашата стручна фела се даваат препораки прво и примарно да биде природното, односно спонтаното порадување. Така е, Магдалина, најпрво ти благодарам на поканата. Ние како гинеколози акушери нели примарно сме доктори, меѓутоа многу е важно да говориме на вакви теми и сите останати теми поврзани со женското здравје, заради тоа што најпрво се сметаме како гласноговорници на женската популација. Царскиот рез е многу актуелна тема, особено последните неколку години, што пред се должи на фактот на енормно зголемување на бројот на порадувања со царски рез. Во нашата, да речам, стручна фела порано се зборуваше за зголемување на инциденцата на порадувања со царски резови, а сега веќе на стручни предавања тоа е веќе комплетно смената формулација и се зборува за глобална епидемија на царски резови, заради тоа што бројот на вистина енормно расте. Она што ние како гинеколози акушери во нашето целосно едуцирање, кое што трае многу долго, го имаме како основа е дека секоја жена треба да се породи спонтано, односно вагинално, меѓутоа комплетно, безбедно, избегнувајќи ги сите можни компликации. Во однос на порадувањата со царски рез на барање на пациентката, тоа беше популаризирано како тема пред 15 години некаде, и голем дел од американските и европските родилишта, особено зборуваме за оние приватни родилишта, тоа го прифатија како еден здравствен концепт на функционирање и кај нив навистина постои и се уште постои порадување по барање на пациентката со царски рез. Јас за во Македонија можам да кажам дека не постои некаква легислатива, односно некаков здравствен прифатен протокол со кој што една пациентка може да дојде кај нас со барање да се породи со царски рез, меѓутоа можам одговорно да тврдам само за државното родилиште во кое што работам јас. А за приватните болници, она кое што го знам како факт од пациентите е дека постои можност на старт да побараш породување со царски рез заради некакви нели своји лични оправдани причини. А така и секаде во светот, меѓутоа она што се случува актуелно во последните 6 месеци е враќање наназад, па сега голем дел од американските родилишта веќе пресметале дека во последните 15 години баш таа ставка им го зголемува бројот на царски резови меѓу 5 и 10% и сега некако нели ретерираат на таа тема, односно се трудат се повеќе жените да ги разубедат дека треба да се породат спонтано, односно вагинално,
па сега воведуваат некои задолжителни консултирања со психолог пред донесување на одлуката, потпис од тројца гинеколози акушери дека е тоа навистина оправдана одлука, дополнителни консултации во однос на понатамошното здравје, во однос на економскиот бенефит на процедурата, па да кажам некако еве ние се надеваме дека тоа и нема толку да остане како популарна опција. Зошто медицинската струка има, да речам, ајде таков впечаток, јас добивам аверзија кон царскиот рез како породување. Дали постојат навистина низа компликации или последици по самата пациентка како примарен пациент или по нејзиното бебе, нели како секундарен пациент на неонатолозите во случај на породување? Дали се тие последици навистина толку опасни зошто се инсистира на спонтаното, односно природното вагиналното породување? Така е. Во принцип, Магдалена, јас тоа не би го нарекла аверзија од царски рез. Еве, јас лично немам никаква аверзија од царските резови, меѓутоа се работи за знаење. Односно се работи за доволно познавање на физиологијата, но многу поважно патофизиологијата на породување како процес. Бременоста е многу сложена состојба, но е физиолошка и здрава состојба. Тука нема во најголем процент од бременостите никаков проблем. И породувањето, односно спонтаното породување е физиологија. Повторно природата го создала телото на жената за на тој начин да го донесе новиот живот на свет. Меѓутоа, да бидеме свесни дека царскиот рез е операција која што спасува животи. Значи има моменти во кои што животот на мајката и животот на бебето единствено можеш да ги спасиш само со царски рез. Но не да дојдеме до моменти во кои што оваа констатација се злоупотребува. Значи, многу е лесно да изманипулираш една бремена жена. Тоа е еден сплет на хормони, ситуации, промени во секојдневието, промени во она што не очекува, еден страф и неизвестност од она што не очекува, и тоа е нели комплетно соочување со нешто ново. Тогаш е многу лесно да влијаеш на нечиви одлуки и да ги изманипулираш нечиви одлуки, пак ќе кажам базирано на несоодветно познавање на тоа што значи физиологија на раѓање. Она што нас не плаши е тоа што царските резови се хируршка интервенција. Тоа е интервенција која што подразбира отварање на 8 различни слоеви за да стигнеш до бебето. Тие различни слоеви ткива сите имаат различни карактеристики, различно се отвараат, различно се шијат, различно се заздравуваат и за жал секој од овие ткива си има посебна карактеристика на заздравување која што во следните фази, и тоа не само акутно во следните неколку години, туку и хронично, во следните 15 па и 20 години си носи ризик од некакви компликации. Царските резови носат ризик од повеќе крварење, носат ризик од повеќе инфекции, носат ризик од тромбоза. Зборувам за оние краткорочни компликации со кои што може да се соочи мајката. За жал, царските резови се поврзани и со подоцна воспоставување на контакт со новороденото, па проблеми со доењето. А она што нас не е важно, меѓутоа секако и жените треба да го знаат, е што царскиот рез ја комплицира секоја следна бременост по многу основи и ја комплицира секоја следна гинеколошка интервенција. Жената не завршува со нас како гинеколози со породувањата и тука е крај. Жената може да има многу проблеми. Цисти, миоми, пролонгирани менструални крварења, па да речеме некои од полошите диагнози, како што се карциноми на грлото на матката, на телото на матката, кои што во еднина бараат некакви хируршки интервенции, кои што секој царски рез, кој што повторно е хируршка интервенција, може на многу начини да ги искомплицира. Она што мислам, или барем е мојот впечаток од разговорот во моето социјално поле со жените кои што имале искуство со породување со царски рез или барем покажале волја да се породат на тој начин, е дека се мотивирани од фактот што царскиот рез во самиот момент на породувањето, односно пристигнувањето на бебето, пациентката не чувствува никаква болка затоа што е под нели анестезија. Дали е можеби тоа примарната мотивација безболното породување пациентките да го преферираат овој начин на породување и дали е возможно медицината во скоро идно време да напредне доволно за да се обезбеди вагинален, еден достоинствен вагинален пород кој што е сосема безболен и кој што на некој начин нема да им создава трауми на родилките од спонтаното породување. Така е, најголем дел од нашите пациентки го
да речам, планираат, односно преферираат породувањето со царски рез со еден единствен одговор дека не боли. Тоа е некако мит дека царскиот рез не боли. Јас знам од моите пациентки дека царскиот рез многу боли, меѓутоа боли кога ќе заврши породувањето. Има многу пациентки кои што и интраоперативно се сретнале со сериозен проблем со болки, затоа што знаете тоа е многу сложено воведување во анестезија, типови на анестезија во тек на оперативна интервенција и затоа не можеме да тврдиме дека царскиот рез е комплетно безболна процедура и во тек на раѓањето и после тоа. Меѓутоа најголемиот процент на пациентки навистина доаѓањето на свет на нивното бебе го доживеале во услови на комплетна безболност. Меѓутоа, тоа не го оправдува фактот на голем број на компликации кои што се поврзани со тоа, многу оправдува нивниот момент на донесување на одлука заради страв од болка и заради неизвестност. Знаете како вагиналното породување не можеме да го темпираме. Царскиот рез можеме да се договориме дека утре ќе го донесеме на свет ова бебе и самиот менаџмент на времето нив им создава едно чувство на пријатност, едно чувство на, знаете, немаат страв дека тоа можеби ќе се случи сред ноќ, па кој ќе биде таму, па кој ќе биде со мене, па дали ќе имам анестезија, дали ќе немам анестезија. Сега и нашите пациентки сериозно си се поврзуваат со лекарите кои што ја водат нивната бременост и тоа е еден страв од непознато, дали ќе биде мојот доктор таму, нема да биде. Мултифакториелна е причината зошто доаѓаме до тој момент да они бираат царски резови. Но во современи родилишта каде што навистина во било кој период од денот и ноќта пациентката има достапност до истата нега, до истите нивоа кои што ги пружа едно родилиште, односно соодветна анестезиолошка подготовка, соодветно спроведување на безболно породување и пристап до неонаталната, односно педиатриската грижа, кога тоа е средено на сите три нивоа, бидејќи тука сме гинеколог, анестезиолог, неонатолог, тогаш пациентката се чувствува многу побезбедна како ќе ја донесе одлуката. Ние на нашата клиника во изминатите неколку месеци го промовираме концептот на безболно породување, кое што веќе се нуди на секоја пациентка и не се ова поминати години, поминати се недели на кои што веќе јас ја гледам разликата во донесувањето на одлуки на пациентките. Кога ќе им се понуди безболно спонтано породување, многу повеќе од нив прифаќаат да го пробаат тој начин. Така, што велат неонатолозите со однос на тоа дека спомнавте дека во секој тим во самиот процес на породување за времето на породувањето, исто така задолжителен дел од тимот се и анестезиологот и неонатологот. Јас имам едно слушнато, да речем, изјава на неонатолог каде што се пораѓав дека многу повеќе не преферираат, меѓутоа децата кои што се родени со царски рез имаат поубава боја, не се измачени, побрзо се вадат, изгледаат многу по неизмачено од деца кои што го поминале тој спонтан вагинален пат на породување. Меѓутоа дилемата кај неонатолозите е мајката како примарен пациент многу е полошо за неа самиот царски рез како интервенција и поради тоа советуваат вагинално породување, иако тие сметаат дека бебињата кои што се родени со царски рез имаат многу подобри огледи, повисоки оценки на самото породување и така натаму. Што велат неонатолозите со кои што вие работите и колку тие имаат удел во носење на одлука како ќе се случи породувањето? Тука разликата ја прави еден концепт на поделба на царските резови на елективни и итни царски резови. Кога зборуваме за елективните царски резови, значи тука бебињата ги добивате како еден готов производ, само извадени од рерне и изгледаат совршено. Кога зборуваме за итните царски резови, односно царски резови кои што се прават заради итни индикации, заради акутно страдање на плодот во матката на мајката или да речеме за некоја акутна итна компликација која што треба да спаси животот на мајката. Тогаш тие бебиња изгледаат многу лошо, без разлика дали се извадени со царски рез или со вагинално породување кое што се преземаат чекори за да се забрза. Стапката на појава на перинатални, ги викаме ние компликации, односно компликации поврзани со самиот момент на породување, се исти или дури процентуално и малку повисоки кај царските резови, заради тоа што
временскиот интервал кој што е потребен за да се направи еден царски рез по најсовршените протоколи, во најсовршено организираните и екипирани родилишта е максимум 7 минути. Меѓутоа во тие 7 минути настануваат проблеми во циркулацијата на телото на плодот кои што се презентираат како акутна компликација на раѓање. Она што ние го дискутираме со нашите неонатолози е нели кај еден елективен царски рез добиваме совршено бебе, но не ни се нас важни тие први 10 минути во кои што го даваме Апгар скорот, нас не се важни развојните моменти на тоа новородено, кога ќе стане и дете, па не само до 5, веќе по новите студии, следени до 15 годишна возраст, како моментот на породување влијае на развојот на едно дете. Дали постојат истражувања кои што покажуваат дека децата кои што се родени со царски рез имаат некој проблем со имунитет, со белодробни заболувања, не знам, некои рефлекси кај нив малку поспоро работат нервниот систем, на некој начин има некои податоци кои што покажуваат дека не поминале низ родилниот канал. Има ли такви истражувања кои што можете да ги презентирате? Има многу истражувања, огромни мета-анализи. Високо развиените земји, кога зборуваме на тема здравство, се занимаваат со сериозни истражувања, не само за моменталниот економски бенефит на некаква здравствена интервенција, туку и како долгорочно таа здравствена интервенција, однесувањето на здравствениот персонал влијае не само врз здравствениот, туку врз целокупниот социјален систем и врз целокупниот економски развиток на една земја. Знаете, они се грижат колку пари им троши здравството како поле. Она што денеска го знаеме, почнувајќи од првичните истражувања пред некои 7-8 години, дека едно бебе родено со царски рез има многу поголем ризик да развие хронични респираторни проблеми, дека тие деца имаат поголема инциденца на респираторни инфекции во зимските месеци и за жал многу повисока стапка на развивање на хронични белодробни болести, како обструктивни болести и како астма. Подосна следат истражувањата кои што велат дека цела палета на автоимуни болести се многу почесто застапени во детската возраст, кај деца породени со царски рез, наспроти оние кои што се спонтано, односно вагинално породени, но веќе денеска има сериозни научни докази дека децата породени со царски рез имаат и развојни потешкотии во многу поголема инциденца отколку спонтано породените деца, односно оние скалила во развојот на едно дете, оние ги достигнуваат малку побавно и подоцна споредбено со овие деца, а комплетните следења кои што опфаќаат 15 годишно следење на тие деца, велат дека имаат и потешкотии во учењето, имаат потешкотии воопшто во прифаќањето на секојдневните обврски споредбено со овие спонтано, односно вагинално породени деца. Јас знам многу пати да им кажам на моите пациентки, мене ми е наједноставно да направам царски рез, бидејќи за половина час во најголемиот процент од случаи ние сме готови. Менаџментот на моето време е одличен, затоа што сум завршила во еден планиран временски период, пациентката нема болки, завршено е све, сите си честитаат и сите сме среќни, а вагиналното породување е нешто што го создала природата и тоа е борба. Самото вагинално породување и за мајката, но и за плодот е борба. Знаете како целиот механизам на спонтано породување е борба за бебето. Сега треба да ја сврти главата десно, сега лево, сега треба да ја флектира, сега треба да ја дефлектира, да помине низ еден канал кој што е составен и од коски, и од мускули, и од меки ткива, но треба да се бори за да излезе во надворешната средина. А додека ја поминува таа борба, мрда делови од телото, ги развива мускулите, комплетно трпи притисок врз сите внатрешни органи, кои што во услови на стрес продуцираат хормони кои што го забрзуваат нивното прилагодување на суровата надворешна средина, за нас особено важни белите дробови. Како поминува низ вагиналниот канал кај жената се среќава со многу бактерии кои што се дел од нормалната микрофлора, самиот контакт го предизвикува повеќе да се развива и за последните неколку години ќе се брани, затоа што веќе се запознал со тие бактерии, а и самиот притисок ги тера белите дробови подобро да се отвараат, подобро да го примаат воздухот и самото тоа му создава едни предуслови врз чија што основа многу побрзо ќе се развива. Од овој аспект гледано, самата медицина како наука се развива и се создава на темелите на човечката потреба и волја антрополошки гледано да ја победи болеста и на некој начин да ја победи и самата природа. Односно,
во современ контекст кажано и да го олесни животот на самиот човек. И женските здруженија светски многу често апелираат на тоа дека не можеме да говориме за унапредување на статусот на жената и на правото на жената се додека не ја обезбедиме безболен и достоинствен пород. Значи тука вклучуваат и теми како акушерско насилство, меѓутоа сега се занимаваме конкретно со медицинскиот аспект. Докаде медицинската етика вели дека смее да се интервенира во поглед на олеснување на природните околности за самата жена, тоа да изгледа помалце травматично, помалце болно, а каде е границата кога треба да се остави природата да си го направи своето и медицината тука едноставно да се вклучи само тогаш кога тоа е нужно? Така е, секој доволно едуциран гинеколог, акушер, особено оние кои што ние стручно ги нарекуваме перинатолози, односно тоа се гинеколози акушери кои што работат со бремени жени. Тоа се докторите кои што треба да бидат одговорни за бременоста, кои што треба да бидат одговорни за процесот на породување и кога ги следат доволно светските трендови, кога ги следат доволно резултатите на релевантни научни истражувања во кои што се вклучуваат и до над 50.000 трудници и родилки, тогаш веќе знаат на кој начин да пристапат на секоја бремена жена и на кој начин да донесат една заедничка одлука. Право на жената е да побара да се породи во човечки услови. Безболното породување веќе јас го сметам за човечки услов во кој што во 21. век една жена заслужува да се породи. Ова е момент на модерна медицина кога веќе вештачката интелигенција ги заменува на некој начин лекарите и веќе не смее да биде дозволиво да една жена се соочува со болка во тек на породувањето, а особено да не зборуваме за теми поврзани со акушерското насилство, поврзани со несоодветни технички услови во тек на породување, несоодветна екипираност или несоодветно однесување на персоналот кој што е вклучен во самото породување. Затоа на почетокот кажав, ние се стремиме секоја жена да се породи вагинално, меѓутоа пред се комплетно безбедно. Така, во интерес на времето уште едно прашање, докторка, што исто така многу често се поставува во последниот период како резултат на се почестата појава на инвитра или бременности кои што се во подоцнежна возраст за самата жена, за самата нели мајка. Дали постои корелација докажана помеѓу возраста на жената и типот на породување и начинот на кој што нели забременила и самиот тип на породување, затоа што обично често се слуша помеѓу народот во народен контекст дека ако сте забременила со инвитро, сигурно ќе се породите со царски рез. Ако имате повеќе од 40 години, сигурно ќе се породите со царски рез. Дали тоа е навистина така во медицината? Научно навистина не е така, меѓутоа како поединечни фактори, секој од нив се имаат нели комплетно детално анализирано како влијаат на бројот на царски резови, па да речеме дека возраста на пациентката минимално го зголемува процентот на породување со царски рез, меѓутоа биопотпомогнатото оплодување кое што носи до зголемен процент на појава на повеќе плодови бременности. Еве да зборуваме за близначни бременности, не мора да зборуваме за тројки, сигнификантно го зголемува бројот на породувања со царски рез, затоа што една близначна бременост во многу повеќе ситуации може да заврши со породување со царски рез заради поставеност на плодовите, заради неможност за нивно спонтано породување низ вагиналниот пат и тоа влијае сигнификантно. Самиот фактор како инвитро фертилизација и биопотпомогнато оплодување само по себе не смееме да влијае. Знаете како никогаш и ние сме поврзани со притисок од пациентката, од фамилијата. Тоа се случаи кои што никогаш 20 години лекувале инфертилитет и на некој начин за предострожност и превенција на можни компликации, тие пациентки се одлучуваат за царски рез. Меѓутоа, инвитро фертилизацијата по ниту еден перинатолошки протокол не е апсолутна индикација за царски рез. Докторка, ви благодарам многу што ни ги одговоривте сите дилеми и сите прашања што веројатно претпоставам дека најголем број од гледачките на емисијата Женски магазин си ги поставуваат или макар ги дискутираат со своите најблиски. Сметам дека емисија од ваков тип и теми кои што во јавноста ретко кога циркулираат треба да се многу позачистени, за да можеме нели на вистинско место и да ги адресираме на правилното место нашите прашања. Тоа е секако секогаш нели струката. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и се гледаме повторно. Ви благодарам и вас.
Во денешната емисија на Женски магазин говоревме за царскиот рез како вид на породување и зошто станува се поактуелен, зошто се нарекува епидемија на царски рез и дали таа треба да биде загрижувачка за жените и за самите доктори, за самите лекари. Веќе следната емисија ќе ја посветиме на некои други теми кои што се од голема важност за нашите гледачки, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме повторно.